Вечерното шоу четврточно издание продолжува со разговорот во студио. Вечерва ќе разговарам со една дама, со една господја која што е за прв пат во вечерното шоу. Поигра на случајноста. Просто сега се погоди моментот, иако одамна сум размислувал да ја поканам да ми биде гостинка, но денес дојде денот, повод, а не причина се разбира, е незиното последно дело, последен научен труд, наречен Македонски идентитетски прашања. Ќе ви го покажам тука. Оние со супер вид веднаш ќе прочитаат дека се работи за професорката Јованка Кепеска, со која што вечерва ќе зборуваме за еден научен труд кој што не го третира македонскиот идентитет како чувство, туку како историска, јазична, културна, политичка и филозофска стварност. И со мојата вечерашна гостинка ќе разговараме и за народот и нацијата, за Асном, за Преспа, за македонскиот јазик, за незиниот татко, легендарниот Круме Кепески, за Бугарија, за научната слобода и за прашањето дали Македонија знае да се објасни себе си пред да дозволи други да ја објаснуваат. Еве еден краток вовед. Професорке, добро вечер, добре дојдовте, чест ми е што сте тука. Благодарам, Богдане. И јас со радост ја примив оваа покана да поразговараме до толку повеќе што и човек некако се чувствува посебно кога зборува за собствениот идентитет. Јас се чувствувам како македонка, покрај тоа што мојата професионалност ме упатува на тоа да осознам прашања од општествената стварност на мојот народ. Јас го чувствувам тоа и како внатрешна потреба и пред себе си да расчистам што е тоа идентитет. Во трудот кој денеска го следиме, се јавуваат целовити одговори за тоа што е идентитет, појдувајќи од максимата дека филозофијата или филозофското сваќање на идентитетот може и се преточува преку науките. Тие одат конкретно, се установуваат со така наречени тврди ставови, се тврди нешто, што е тоа што обстои, но парцијално во стварноста, во делот стварноста, и што може да биде поинаку направено или постои можност тоа да се оствари на релевантен начин со оглед на филозофијата, за да предочи пред политиката, што ја подразбираме како организација на општеството, како примена на тие редослед на ставови кои што се јавуваат помеѓу филозофијата или општото, а најапстрактното сознание за народот овој пат преку науките и во политиката, така што приодот кон народот овој пат е целовит, многу значаен, бидејќи од тоа зависи опстојот на народот. Замислите, народ без свој идентитет, што би бил. И уште нешто, во идентитетот содржана е самата визија за иднината на тој народ. Значи, идентитетот на вистина има сегменти на статичност, ние ќе ги објасниме тие, но тој се остварува продолжително и се осознава продолжително. Значи, идентитетот се развива на народот, односно, идентификацијата на народот се шири, се проширува, често пати и во скокови и така натаму. И сега, обично за идентитетот се говори кога е загрозен таквиот идентитет, значи кога се јавува потреба да се рехабилитира, да се избегне релативизацијата на тој идентитет или кога се отвараат нови можности за негов подем. Значи, од обстојот на народниот идентитет зависи и неговата иднина и затоа е многу
суштинско ова прашање за идентитетот. Тоа го одговора прашањето што ве натера, која е таа внатрешна потреба или должност сега да го изложите пред јавноста вашиот интелектуален поглед, вашата интелектуална одбрана на македонскиот идентитет во рамки на овој научен труд. Сега книгата започнува со една теза дека народот не може да се разбере само преку една наука. Зошто според вас македонскиот идентитет не може да се објасни, не треба да се објаснува само историски, само лингвистички или само политички? Затоа што постоењето на народот е целовито. И приодот кон народот мора да биде целовит, односно најабстрактен, најпрво филозофски. Значи, така и настанало сознанието за идентитетот историски во една голема филозофска визија, каква што била француската просветителска природноправна школа. Значи, сегментарно се создава сознанието што е тоа идентитет. Модерното сознание за идентитетот е базирано на индивидуалниот идентитет и тој почнува неколку 2 века наназад од Рене Декарт и потоа идејата се надополнува. Што е тоа идентитет? Значи, тој се заложува за индивидуален идентитет, тоа е одбрана на слободата на личноста, одбрана на личноста и затоа одбрана на идентитетот и нашата одбрана на идентитетот е одбрана на личноста, одбрана на македонецот. Значи, меѓутоа, развиено е сознанието за идентитетот преку Жан-Жак Русо, кој се заложува идентитетот да биде ослободен или одбранет од општата волја, од супремација на некоја генерална волја, значи надредена волја, и исто така да биде одбранен од интересната заедница, од интересниот политички идентитет. Значи, веќе одавна е надмината идејата дека идентично е ако е тотално исто. Значи, во народот не можете да постигнете потполно поклопување на она што е едно со другото. Значи, гледам дека тука имаме веќе некои дискусии кои укажуваат на тоа, па добро, како сега вие ќе го одбраните народниот идентитет, кога, например, некој е од мешан брак, па од има и различни други примеси на него, на историјата, на неговата лична историја. Но морам да додадам дека идентитетот не останал само на тоа, туку е наставен и со оглед на сознанието дека е меѓучовечки однос. Значи, ние примаме влијанија во нашиот идентитет, меѓучовечки однос е и е динамичен. Значи, се продолжува идентитетот денешен на македонскиот народ и е искажан во неговите надиндивидуални форми, какви што се науката, филозофијата, науката и облиците на свест, значи книжевноста, вредносниот систем и така натаму. Значи, сите форми го следат идентитетот. Значи, целосно го гледаме идентитетот и осим индивидуалниот идентитет и неговите надиндивидуални форми, со што ни се покажува дека идентитетот е колективен и во таа смисла можеме да говориме за идентитет на македонскиот народ. Може ли тука една дигресија? Велите, една од централните разлики што ги правите меѓу поимите народ и нација. Каде најмногу греши делот македонската, конкретно, јавност, кога ги меша овие поими? Тоа е централната тема. Така речи,
Значи, јас ја почнувам книгата со политичкиот идентитет на македонскиот народ и проблемите кои што се јавуваат во негова афирмација, во одбраната на политичкиот идентитет. Но, значи, тука пристапот, се јавуваат разлики во пристапот. Основниот пристап е дека народот создава политичка заедница. Значи, во својот историски пат, народот доваѓа до ситуација, во времето на капитализмот, се разбира, кога се извршени сите национални револуции во Европа, последната е, нели, 908 година, извршена револуција, кога се завршува процес, во овој момент се завршува процесот на идентификација на народот преку неговиот политички идентитет, каде што нацијата тоа го овозможува, бидејќи нацијата има инструменти, државата е нејзин инструмент да може да оствари она што се барања на идентитетот на народот. Тоа значи, идентитетот на македонскиот народ се подигнува, се разбира преку формите што се создаваат во време на создадената нација. Тоа е значи науката, тоа се значи културата, јазикот особено и така натаму. Значи, се вкупно е идентитет, политичкиот идентитет ни е потребен, бидејќи ни е претпоставка да го оствариме нашиот идентитет. Морам да ве подсетам на Шуман, тоа е Европската заедница, он се повикува на единство на нациите, тоа е неговата мисла водилка, да создаде заедница на нациите, но морам да ви кажам да вистина многу се говори дека економска заедница била мотивот на Европската заедница. Значи дека поради трговија се јавува Европската заедница, што не е точно. Идејата е многу подлабока и е базирана на европската филозофија. Значи имаме основа филозофска за формирање на Европската заедница. Таја од идеја за единство на нации прераснува во заедница на народи, значи да се ослободи од политиката, туку да биде однос на народите. Прифаќање на различностите меѓу народите, и единство преку различности. И на жалост, на наше непочитување на една идеја водилка толку значајна, толку високо поставена кај Гоце Делчев за надпревар помеѓу народите. Значи, различност на народите да биде основа на создавањето на оваа заедница. Значи, идентификација на различноста, на различните култури и нивниот придонес во универзалноста, во универзалното богатство. Да завршам само, знаете зашто не е само економска идеја Европската заедница, таја е базирана на помирување на основните заедници во Европа, тоа е Франција и Германија, и тоа преку идентитетот кој што е присутен, остварен во Алзас и Лорена, токму тамо каде што европските институции сега се сместени. Тоа е Страсбург, тоа е таа област во која имаме заради големо подолготрајно политичко присуство на одделните земји Франција или Германија, имаме измешан идентитет на француска култура и на германскиот јазик. Тој не е овај германски јазик сегашен, тој е старогермански јазик, али тоа е идентитетот на Алзас и Лорена, и преку тие области заправо да се покаже
колку е тој влијателен и идентитетот е надали, идентитетот влијанијата можат да се остварат преку тој различен различно содржан идентитет да се изврши помирувањето помеѓу Франција и Германија и да се создае идејата за различитости во една заедница каква што е Европската Унија. Да се надоврзам, но впечатокот е дека не постои веројатно може тоа да го симплифицирам на комплексна повисока и пониска вредност помеѓу конкретно тие две држави и обиди за наметнување или не знам да одговараме на прашањата за Карло Велики и така натака, за неговите крвни зрнца да му ги бројат па да се редефинираат современите гледишта на историјата и така натака помеѓу тие две држави, како паралела со она што нас па ни се случува сега во аспирациите на Македонија кон интегрирање во истата таа Европска Унија. Честопати како пример се спомнуваат токму тие историски комисии, не само меѓу Франција и Германија, меѓу други европски земји кои што траат со децени, но немаат за цел да бидат услов, да го условат нечивото или постоење во сама суштина или постоење во друга форма во Европската Унија, доколку не се прифатат тие асиметрични ултимативни позиции во таквите разговори. Тоа е прашање на самодоверба ли или е прашање па на некоја друга скриена политика со други задни намери на среден рок, можеби? Видете, мораме да установиме дека свеста за идентитетот е нападната од две причини историски. Така што завладеа тој однос кон идентитетот во широки размери. Тој присутен и кај нас. Јас ќе го објаснам. Но, видите, бугарската политика на ниво на тактика спроведува точно тие три нивоа од напад на идентитетот за да ја постигне својата стратегиска цел. Значи, поставена е стратегиската цел, значи, еден ист народ во две држави, до кога не знам во две држави, значи, да се постигне идентификацијата на бугарскиот народ, се што е македонско заправо било бугарско, оттаму глаголицата, односно кирилицата се бугарски, и во продолжение. Да објаснам. Значи, направена е правна рамка на напад на политичкиот идентитет. Значи, променето е името на државата, институциите, исто, имињата на институциите. Значи, тоа е почетното, представено е преку таков пристап, правен, јас би рекла грубо, направен е шахмат. Значи, затворена една конструкција. Потоа, очигледно, се оди на институционализација, на реализација на барањата преку институциите во Македонија, за да може да се влијае идејно, културно, да се изврши бугаризирање на населението, за да се остварува постапно таја идеја стратешки поставена и на крајот искористена е политичката активност на сите нива. Погледајте, се бара сега заштита на од европските да не се доделуваат европските фондови за развој. Дотаму се оди, а да не говориме за расширената дипломатска активност за да се постигне реализацијата на постигнатиот договор со сите негови стапки тамо, те заклучоците. Стапки и стапици. Да. И, значи, сосема се дефинирани целите, стратегиски
тоа е јасно дека македонскиот народ не постои македонскиот јазик, не постои македонска култура, тоа се тие целите кои што се поставени и потоа се бара примена, тактика како да се дојде до остварување на тие цели. Сега, нашата стратегија е во одбраната на македонскиот идентитет, на сите три нивоа, апсолутно, прашање на тактиката на политиката, на кој начин ќе го постигне тоа. И затоа, значи, тоа, видете, тоа ниво на политичка тактика секако останува терен, ресор на самата политика и таа ја одлучува како тоа ќе го постигнува. Јас имам разбирање за тоа. Знаете, секој политичар мора и да тактизира, не се оди линеарно, иначе очигледни се настојувањата и може да се одговори на истоветен начин. На правното да се одговори со правното, на идејното да се одговори со идејното, апсолутно, и на политичкото да се одговори со политичкото. Но како ќе постапува политиката е прашање на политиката. Тоа е политичка тактика. Но и за тоа може да се разговара. Се разбира. Да останеме уште малце сега кај науката. Нели постои една критика кон тој пристап според кој, пример, во раниот среден век може само за племиња некакви да се зборува, но не и за некакви процеси на, конкретно па и македонска идентификација. Како би им одговорили на оние историчари кои што велат, не може сега во 9 во 10 век да проектираме некаква модерна нација или модерен поглед на идентитет? Прво, нација и народ се различни работи. И уште нешто што очигледно тој приод кон нашиот идентитет не го познава е следното. Дека нација, зборот нацио во латински, влегол во Ренесансата, во западните земји, тогаш кога немало збор за етнос, за народ, при преводот на античките дела. И тој термин нацио се користи некаде и во филозофијата, но нема значење на идентичност помеѓу нација и народ. Нацијата е поим за себе, одвоен историски, иако се употребува многу често и во политиката, во таја смисла да се изедначува со народ, бидејќи немало во латинскиот јазик немало термин за етнос. Значи, воведен е тој термин, а се прави разликата. Друго, одговор на тие тези, знаете, има разлики во приодот кога почнал создавањето на македонскиот народ. Нели, им дале најзначајните слависти, говоречи за јазикот. Нели, Дебреј, англискиот славист, еден од најзначајните слависти постоечки, одговорил. Значи, народот кој што прв создал писменост, стекнал право слободно, најпоследно, да го употребува својот литературен јазик или својот јазик. Дебреј им одговара. Јас ќе ви кажам дека тука имало сојузи, дали бил почеток на народ, дали бил создаден, имало племиња, па тие биле во сојузи, па биле политички организирани во склавини. Тоа било во времето на таа власт под Рим и тие така биле организирани. Но, знаете што е одлика на народ? Ако тој е способен или изнел азбука, изнел способност да создаде писменост, и не е точно дека тој јазик на Кирил и Методија
Методија ние не го познаваме. Постојат книги кои што не се, нажалост, во Македонија или кои што се задржани во големите културни центри пред се во славјанскиот свет. И ние можеме да говориме и за тој јазик кој што е од времето на Кирил и Методија. Знаете, кога го познава јазикот, како што мојот татко го познавал, он ќе рече, јас го познавав македонскиот јазик од Кирила и Методија, од светите Кирил и Методија, Климент и Наук, до во историски до денес. Значи, тој континуитет постои. Ако вие, то се исти идеи врз кои се создаваат европските народи, значи претворање на темното во светло. Што значи тоа? То значи писменост, то значи создавање науки. Науките биле такви какви што се. Ние знаеме, Свети Наум како лечал. Нели, ние ги знаеме, но такви биле истите науки, тоа и биле и науките во времето на Светиот Патрик. Светиот Патрик крајно влијаел на развојот на светлото во Европа, нели, многу бил влијателен и во Европска. И тоа биле идеи на Ренесансата. Кај нас многу рано се јавуваат. Знаете, вие сте архитект, вие знаете како е таа рано христијанска архитектура и уметност, фреска и уметност. Ние имаме живо чувство, ослободено чувство во иконите. Тоа во долго пред. Да, тоа е 12 век. Ако се тие идеи кои што во основа лежат на создавањето на европските народи, значи ние имаме рани почетоци и тоа. И друго, да се подсетиме на Крстен Мисирков, кој што нам ни објаснува што е тоа што се случило. Се случил еден вруток на развој, на писменост, на развој на народот, на македонскиот народ, јасно, кој што бил прекинат. Во историја на уметноста се знае дека тој процес на рани почетоци на Ренесанса е прекинат 14 век. И се знае зошто. Значи, тоа се 5 века од 14 век до ова, каде што, јас морам да го цитирам поново, мојот татко, ќе се каже дека во тие векови ние сме имале литература. Не е така дека имаме само народно творештво, фолклор, туку сме имале и литература. Не сме имале литературен јазик. Тоа е тезата на Крстен Мисирков. Значи, ние сега, она што не сме го извршиле историски, мораме забрзано да го оствариме и така ја дава основата за литературниот јазик. Значи, имаме и уште нешто. Еден од најголемите слависти тврди дека македонскиот јазик е оформен, веќе крајно оформен во 16 век. Значи, обично се употребува редакција македонска, па тоа малку создава сомнение дали имаме македонски народ, но Адре Вајан во тој процес го означува дека веќе во 16 век имаме ние создадено дооформено јазик. Дооформено, значи како природен процес. Може ли тука сега па политиката малку да ја вбризгаме и оние тези кои што ни доаѓаат од официјална Софија? Накратко кажано, нивниот последен став, кој што е активен последниве десетина години, е дека тие ја признаваат современата реалност, дека постојат македонци, но ние мора да ја признаеме историјата, дека претходно не постоеле македонци. Накратко кажано, тоа е тоа. И јазикот, односно неговото релативизирање или негирање, односно непризнавање, тоа звучи малце сулудо, но постои тој Европски парламент, нели, со бугарскиот парламент е дел од системот на Европската унија, во кој што се носат декларации дека тие не признаваат нечив јазик. Како засебен, нели, тие го сметаат дека македонскиот јазик е каква, не знам, петта дијалектна норма на
на бугарскиот, односно дека е бугарскиот кој што бил сербизиран, затоа нели го обвинуваат и вашиот татко и сите политички процеси од тој период и Блаже Конески. Но да тргнеме од ваму. Што фактички губи, која е опасноста која се релативизира јазикот на еден народ, односно што губи еден народ кога некој решил да не му го признава јазикот? Што може да изгуби ако тоа се обстои како политика со помошна сила? Прво, за Бугарија, да кажам дека јас сум присуствувала на некои научни собири каде што се разгледувале парцијални прашања. И на тие парцијални прашања применуваат застарена општествена свест. Има најгрубо искажана тенденција да се обдржи старата свест, административно-бирократска, која е наследена од минатиот овој период. И они сами објаснуваат зошто тоа се случува. Значи, вие не можете да ја ослободите свеста, додека во другите делови од минатиот социјалистички свест, нели се говори за заробениот ум, за ослободување на умот, за ослободување на интелектуалните сили на секој поединец, воопшто на општеството. Тука се задржува овој период кој е израз на старата свест. А зошто? Точно они објаснуваат дека тоа е затоа, иако имаше демократски процеси во Бугарија, тие објаснуваат дека тоа е затоа што нема човек што не се огрезнал од стариот систем. Значи, добил на некој начин привилегија некоја. Значи, тоа што го држи, тоа го држи и во македонското општество. Значи, овој обид да се поврати старото, да се одржи старото, да се има отпор према новото, према реформите, према ослободувањето. Тоа, значи, ни дава одговор зошто тоа заправо толку е содржано во овој пристап, значи, кон нас, нашиот идентитет. Јасно се удира на политичкиот идентитет, значи се признава промена на името, промена на политичките институции во називот, а од друга страна како да се признава објективно постоење кое е кое е изгубило политички идентитет, односно и понатаму. Барањата се многу подлабоки. Извинете, ама не е само тоа. Тоа е јасно и зашто. Спомнавте и преска еден народ во две држави, прашање до кога, бидејќи кога човек ќе размислува, веројатно само до таму може да дојде дека во темните петна на нечија стратегија за развојот на бугарската држава стои дека еден ден некогаш повторно, иако 4 војни водели и ги губеле за Македонија, која што е најромантичниот дел од бугарската историја, како што ќе каже поранешниот претседател на Бугарија Петар Стојанов. И единствено логично објаснување зошто свесно и намерно би ги водели овие процеси во кои што ние сме приморани или да се откажеме од самите себе, или да прифатиме да бидеме изложени на економска тортура, ако може така да го срочам, тој процес на блокирање на можноста за развој, како сите други држави кои што се природен дел од Европа и инклинираат, сакаат да бидат дел од тој голем европски проект. Од друга страна, сега зборуваме за идентитетите. Свесни сме дека кај нив македонското е вткаено во нивниот идентитет, најмногу можеби
поради оној ризик кој што Тодор Живков го чувствувал на времето, можниот притисок за припојување на, односно вклучување на Бугарија или дел од бугарската држава како дел од Југославија, поради што наводно и бара, сигурно барано, као причина за барањето Бугарија да стане членка на Советот на социјалистички републики, односно СССР, е токму обидот да ја заштити територијата од Пиринска Македонија или поголем дел од бугарската држава, за да не се припои кон Бугарија. И сега таа приказна, особено по тие 56-та ли година, тие пленуми кои што ги одржувале, кај што викаат македонци нема и не може да има како засебен ентитет. Сите тие луѓе кои што биле дел од тој систем и нивните наследници денес се го учат тоа од прво оделение, професорки. Така е. И тоа е реалноста која што ние мора да ја знаеме, како што може би начинот за решавање на проблемите ако се обидеме барем да се разбираме едни со други. Моето чувство е дека таму тотално не ја разбираат нашата општествена свест. Тие навистина мислат дека е некако возможно преку ноќ. Наредил другарот Тито, извршил вашиот татко Асном и другите таму и сега преку ноќ се создале тука некакви македонци, но луѓето таму, дел од луѓето, мислам дека веруваат во таа приказна. Да. Како што верувале дека по напуштањето, по самостојувањето на Македонија од Југославија, факт е дека Бугарија е една од првите држави кои што ја признаваат оваа територија. Тие не признаваат ни тогаш ни народ, ни јазик. И тоа го прават за да ја ослабат позицијата на Србија, нели? Пак е тоа геополитички процес, не затоа што не е од најголемата братска љубов, има и документи за тоа. Но дел од тоа општество веројатно и во тој период мислело, сега се осамостоја, ќе се оттргнат од прангите на југословенизмот, на тој наметнат идентитет и ќе се, како некои поединци во Македонија не спиеле, па читале книги и се разбудиле како бугари. Не сакам да ги вметнувам нив во муабето, но чисто зборуваме за процеси. Што според вас, што вашите колеги научници сте го стекнале како впечаток, дека го нудат како солуција или и кај нив постои таа желба за наметнување на нивното гледиште врз вашето во оваа рамка? Знаете, тоа е прашање сега дали таа свест е објективна свест. Дали има објективност во таа свест. Нивна, како застарена. Тука има еден демократски продор во Бугарија. Изненадува, нели, тука се создадоа автентични партии. Нови партии. И место да очекуваш од нив таков прогресивен пристап и од нив ете тука таја свест која е, како се вика, која е петрофицирана, свест која е изменета, на која се влијаело. Таа свест апсолутно историски може да биде надмината. Знаете, сталинизмот е рушен преку културна револуција. Значи, во културата почнува падот на сталинизмот. Сталин бил познат по проста реченица. Не знаел да направи сложена реченица. Културата, значи... Пак на Делчев ке дојдеме. Да, ќе дојдеме сигурно. Сакам да кажам... Периодов имаше многу убав настан. Простите, филхармониите на Македонија, Грција и Бугарија. Третиот од трите концерти. Ама тоа е израз на онаа една тенденција која не е предоминантна во моментот. А е прекрасна демократска и која постоеше во Бугарија
Јас сум била присутна, јас имав контакти со тогаш во едно време со такви сваќања, луѓе со такви сваќања, и ние сме имале и средби тука научници собири каде што биле присутни, каде сосема друга атмосфера се заведувала. Ова сакам да констатирам. Историјата има изненадувања. Знаете, оставите, старата свест обстојува. Старата свест и кај нас постои. Апсолутно. То значи извршено е влијанието. Основно е да се ослободи мислењето. Да се ослободи мислење кога мислам, то значи и позиција и на науката, и на културата во целост. Мислењето за народот. Мислењето многу важно. Затоа што во мислењето има и димензија на иднина. Има една вертикала. Кога мислиш, видите, едно од прашањата на еден значаен филозоф на нашите простори беше поставен на еден наш филозоф, дали македонскиот народ може, односно дали на македонскиот јазик може да се мисли. Дали може да се мисли? Знаете, во едно време административно-бирократско мислењето е затворено. Од таму потребата од една партија, од едно мислење, и тоа е израз на едно поминато време на индустриализација. Тој период во технологијата е надминат, и тука, видите, ако идете вие со иста стратегија и на комунистичките партии, и на социјалдемократските партии, тука немате успон, немате можност за развој. Тоа е констатирано во светска литература, не е наша констатација или наша само состојба. Тоа е општа состојба, зашто што велам, секое време бара и своја стратегија, значи свое мислење. И тука е можноста преку мислењето која се идентифицира и во политиката, апсолутно. Значи една транспонирање од оно општото сознание до политиката, дали е спремно да се воведе народот во една нова фаза на својот развиток, и тука е главната шанса која предстои и која ја имаме и на која моја то значи да се ослободиме во мислењето, да ги вклучиме сите такви сегменти од сферата на мислењето, за да можеме да го обезбедиме развитокот и на тој начин да го обстојот на народ да го обезбедиме. Вие сега забележевте дека во книгата јас имам и еден оддел за поврзаност со светските процеси. Светските процеси и ние, светските процеси како предпоставка, знаете, многу редуцирано се сваќа, например, обидот за однова величенствена Америка кај Трамп. Он, ако се прочита добро книгата, ќе се види дека он има напор да ја овозможи економската моќ на Америка, за да може да влезе во така наречениот трет талас на технолошки развој, кој е дефиниран и со кој Америка веќе назадува. Значи, да го надмине собственото назадување, собирајќи ги сите економски ресурси во Америка и поново враќањето на позицијата на средната класа, затоа што таа е носител на промените, за да може да постигне како конкуренција со оние делови од светот кои што навлекле во третата фаза. Но пак зборчето величенственост или великост или great има и
идентитетски код во себе. Апсолутно, апсолутно. Има, значи поново да се идентифицира Америка со новото време, на тој начин да биде конкурентна, не само како џандар на светот, не само како некој кој што го раководи светот, тука беа интенциите. А тоа е многу поучно за нас. Знаете, има две значајни книги. Едната книга е Американскиот предизвик, кој што укажува на тоа, на периодот на Америка кога има најмногу моќ, а тоа е врзано за втората технолошка фаза, која е базирана на енергенси. Оти познато дека Америка е комплементарна во таа смисла, не се енергенсите и се ги поседува, ги има. Да. Значи, затворено е, комплементарно е општеството во таа смисла, ама американскиот предизвик е завршен. Сега настанува светски предизвик. Да, внатре американскиот е завршен, но нели тоа станува предмет интерес на од надвор, планетарно поле. На планета. Да. Имаме светски предизвик и тоа е, значи, ние треба да го надминеме ова индустриализирано општество, период кој сме го поминале, кој е базиран на користење на природни ресурси, на природни продукти, и се оди, се разбира, кон користење на енергенси. Тоа е фазата која Америка ја веќе ја изминала и мора да навлези во една трета информатичка фаза во технолошка смисла. Тоа е предизвик и на Европа, нели, старата дама, која треба технолошки да се парира со Сингапур, со сите земји веќе од источна. Согласен, меѓутоа дисонантните тонови во Европа не се нови. И во конкретниот случај, геополитички гледано, можеби најголемиот губитник во изминативе години во конфликтот на истокот и западот е токму оној што еме на средина, не знае каде, тоа е Европа. Од друга страна, кога зборувате дека Америка треба да не биде светол пример, ќе ве вратам на времето кога се носеа договорите од кои што, нели, произлегува и темите за ова дело. Тоа е кога, ширеќи максимата едно опшество за сите, се чини тоа прво стануваше некаков субститут за Македонија како држава на македонскиот народ, односно, нели, национална држава на македонците, и се подпишува договори во една положба во која што основната премиса беше ние сме мали, ние сме беззначени, мора да фатиме приклучок баш по овој начин, тргнувајќи од таквото гледиште кон самите себе, бидејќи факт е Македонија 25.713 км2, сите околни држави се, 3 од 4 соседи се, или 5 соседи се многу поголеми, Албанија не толку многу, но само да кажем, ние знаеме и колкава е Македонија и колку луѓе има и со што располагаме од ресурси, од бранбени и така натака. Но нашето гледање кон самите себе беше дека ние сме, како беше, мањи од маково зрно. И дека така треба да влеземе во решавање на проблемите, па затоа се случи една преспа. Малку пред неа се случи подпишувањето на договорот за заедничка историја. Сакам за преспа да ве прашам какво беше тоа решавање на проблемот со Грција со Преспанскиот договор, или фактички беше отварање само на уште една нова фаза во идентитетското ограничување на нашите слободи? Да, се постигна намерата да Македонија не биде поврзана со античка Македонија. Тоа беше една од целите, а пак во име на заштита на една територија која е влезена во Грција. Друго, со Преспанскиот договор ние го изгубивме политичкиот идентитет. А тука тоа е неспорно, но малку се зборува дека во Преспанскиот договор
има и други димензии, знаете. Ние во политичкиот идентитет испадна со забраната да учествуваме во решавањето на малцинските прашања во други земји, што го запишавме во Устав. Ние фактички сега доведовме до ситуација да немаме одговор, односно самите луѓе демек требало да најдат одговор што се тие тамо што се останале како делови од народ во други држави, конкретно во Грција. Ние немаме одговор тие луѓе кои се. Значи, тоа е едно од прашањата. Но она што излегува од тоа во рамките на политичкиот идентитет, но тука има и други прашања кои ние не ги апострофираме. Ние имаме, така да речам, ние не можеме, ајде да речам поблаго, ние не можеме научно да испитуваме дел од македонскиот народ кој не е во нашата сегашна политичка заедница. Тоа се тие ограничувања научни? Да, апсолутно. Ние не можеме, не смееме. Тоа се однесува и на другиот дел во Бугарија. Тоа е друго, видите, и во однос на идентитетски прашања. Да. Например, во однос на топонимите. Ние немаме став. Сега бев сведок дека некаде со загради се решаваат работите. Ние не сме постигнале процес на свест за тоа на кој начин ние се однесуваме научно кон топонимите. На кој однос? Во кој однос? Додека хрватите не само што направија собири и го дефинираја процесот, научниот пристап кон топонимите, како тие ќе се. Што беше случај и во екс-Југославија, знаете, ние имавме закон за топоними. Ние тоа во Македонија отсуствува и се најдовме во една сега инцидентна ситуација да го решаваме проблемот со топонимите во загради. Тоа значи дека баш не сме доволно сигурни како треба да се како да пристапиме во овој момент. Значи и културната идентификација со тој дел нам не е ограничена. Значи ние се сведовме на една територија во која имаме со променет политички идентитет. Да. Така што вака може ли ги поврземе Преспа со процесите кои што доаѓаат од Бугарија како дел од еден континуитет? Поврзани се, значи на Грција е оставен античкиот период од Македонија за да се заштити територијата која е влезена историски, политички во рамките на Грција, а пак бугарите ни го бараат средниот век. Она што останува до 45-та малтене. Да, и така. Ама, знаете што, поново се враќам, историјата познава изненадувања. Знаете, прашање е колку некоја свест е објективна и како ние према такви претензии се однесуваме и ја развиваме нашата свест за состојбите. И јас нешто само тука ќе кажам во одбрана на нашиот идентитет во периодот на средновековието. Добро. Е следното. Знаете, јазикот кажува многу. Во исто, собрано све во исто. Има и дивензија на вертикала. Тоа значи да осмислува, да прави правец, да укажува. Кога ќе зборуваш, во зборувањето е содржано што мислиш како излез, како вертикала, како одење напред. Значи, во таа смисла, македонскиот
јазик исто така треба да биде ослободен од наслагите кои не се само административно бирократски. Замислите во еден таков јазик може ли да се мисли, може ли да тоа е толку грд јазик, но имаме и влијание кое е дојдено и од ова, како се вика, движењата во светот кои се утилитаристички, економски само, значи глобализацијата, која ги сруши идентитетите, ги сруши националните држави, ги претвори во техничко раководење само. Значи, ја сруши различноста, ја сведе на едно. Понова е, значи, како се вика, апсолутизација на една состојба, а сведена на ниско ниво, на жабечка перспектива. Тоа е познато, тоа е научен израз во позитивизмот, нели, кој нема визија, кој гледа од ниско, од низок степен и претворена е свеста во делотворна. Значи, во состојба на купи продај, интелектуалец е сведен на делотворец, на дејственик, значи на оперативец. Политиката, науката исто така е загрозена. Значи, логиката, естетиката, таја добива исто таја оперативна димензија и те држи закован во ситуација да не можеш да се обезбедиш својата иднина, својата перспектива. Значи, ние мораме да се ослободуваме од тие наслаги во свеста и така. Да кажам нешто што е многу охрабрувачки. Во една од рецензиите на првата граматика на македонскиот јазик од мојот татко, еден Макс Робич, словенец, е писател, лингвист, филозоф, кој дава рецензија на граматиката, односно на македонскиот јазик, и кажува нешто што ќе го пренесам, бидејќи е добра определба на нашиот јазик и на нашиот народ, дека во македонската реченица он препознал дека македонската реченица дава огромна можност за мислење, што не е присутна во другите јазици. Сега... Многу интересно. Не само интересно. Сега да ви кажам, тоа мислењето е многу важно. Како мислиш, која ти е свеста, како ја градиш свеста, а ние сме биле заковани, задржани во свеста со тој административно-бирократски пристап, со еден период кога страдала и науката, а страдало и образованието. Ние немавме сознанија за историјата. Ние немавме сознанија за нацијата. Знаете што? Нацијата не смееше ни да се спомене. Значи, националната бит не можеше да се спомене до 1980-тите години. Ти треба да функционираш во тие рамки кои што ти ги определиле. Еве и архитектурата, ако сакате како споредба, не смее да имаш ти грандиозни објекти кои што ќе символизираат величина, големина, викаат дека историја. македонската архитектура е обележена таа новата, како ја викаат, соцреалистичката, ајде да речам, дека има големи придонеси. Не, има стил, мислам, во естетиката, правецот во кој што се граделе дел од објектите, брутализам и така натака, се други приказни, но зборувам јас за така наречената човекомерност во архитектурата. Односно, зошто ние не сме изградиле објекти на собствената државност од 45-та навака, имајќи предвид дека собранието ни е објект од време на СХС, имајќи предвид дека владата ни е објект на
комунистичката партија, така централниот Ама Бојан, ние сме централни имале штаб. барокна архитектура. Јас се сеќавам, тие куќи се срушени. Во Скопје имаше редица индивидуални куќи од чорбаџиите, од граѓанството, така е, тоа од е буржуазијата, условно речено, која што создаде тие индивидуални куќи со барокни стилови. Тие беа сите на булеварот Климент Охридски, Да. срушени се на жалост, сега нове. Ама постоеше барокна, има во Прилеп. Погледајте, најубавите куќи се со барокни столбови. Значи имало дури имале кој бил изведувач, се знае отпреди како. Но знаете, мислењето е многу важно, дури ајде да не одиме многу широко, иако има пример, како на пример некои сваќања во мислењето го определиле сиот ток на развој на општеството. Значи, и дури некои од филозофите извлекуваат заклучок со оглед на јазикот колку може да се очекува развој на општеството. Значи, јазикот не е само некаков инструмент. Да земеме јапонски да учиме, Туку професор. е се што, зошто да не. Зошто да не. И така натаму. сакам- Значи, има моќ во јазикот Се разбира. за развојот на народот во целост, а тоа е дали и колку вклучува моменти на размислување, на создавање на перспектива, на таа вертикала кон иднината, и таја апсолутно се наметнува пред нас да се вклучиме во тие општи процеси кои ја искажуваат индивидуалноста на нов начин преку интелектуалност. Ние, на жалост, поради вакви привеси во свеста, ние создадовме една антиинтелектуалност, една антиинтелектуална клима. Ние се така не сме добро расположени пред општа мисла, пред абстрактна мисла, а од абстрактна мисла почнува све, и е сиромашна мислата, ете како кај Сталин, таја е сведена на проста реченица, тогаш кога нема осознаеност малку под различни други нива. Значи, да се вратиме назад, затоа што тој пристап ослободува индивидуалност. И на тој начин ние ја браниме слободата на индивидуата и слободата на народот во исто време. Иако пристапот, на жалост, кон народот е од аспект на демост, на бедемост, некако како да го исклучува овој другиот пристап на етност, на суштината, на целосната суштина на народот, што ја дава и етност. Значи, има различни поими на народ, пристапот е мора да го искаже целосниот идентитет на народот, и затоа ни се битни тие карактеристики за кои говори Гоце Делчев, ама говори и Главинов, Васил Главинов. Сега ред е да го спомниме, бидејќи нашиот народ, осим историски длабоко поврзан со глаголицата и со македонскиот јазик, и поврзан и со Васил Главинов. Знаете, тоа е една од двете политички партии во историјата на работничкото движење, која што се спомнува со, така да речам, напреден или исправен став во однос на правото на малите нации да постигнат своја идентификација. Васил Главинов е внесен во историјата на работничкото движење покрај
јасно, на Васил Гладнилов е Социјалистичката партија, а во исто време е внесена и партијата на Димитрije Tucović, Социјалдемократската партија на Србите, две партии на мали народи кои што влегле како еден правец кој што денеска се афирмира и преку Европската заедница на народите, ЕУ, Европската заедница на порано на нациите. Дали ова барање, сега да зборуваме за човековите права малку, дали ова барање за нова повторна, не знам која би било, 37-ма интервенција во нашиот устав, гледано според ваша теорија, основното барање е за внес на македонските бугари, бугарите од Македонија, како и да сакаат да се нарекуваат во уставот, покрај нив, за да тоа биде изрелативизирано и да стекне повеќе, да влезе во оние скали на човекови права, тука се придодаваат и црногорците, евреите, хрватите, египтјаните, не знам, можеби ќе се сетиме уште десетина други народи, или сите народи на светот да ги внесеме, зошто да не? Дали тоа е прашање реално на малцински права и остварување на човекови права или е дел од една поширока стратегија за редефинирање на македонската нација? Видите, во хрватскиот устав се наведуваат народи. Значи, не делови од народи, него тие што се присутни. Грција исто ги признава малцинските права, ајде да речам, на јазик, на доселениците од современите доселеници. Значи, не ми признава право да основат школи, да го изучат англискиот, францускиот јазик, германскиот јазик, но не и на домородните. Ендопите, или македонците, меѓу другите. Да. Славофоните, како што ви кажете. Значи, овие со флуктуацијата... Бугарија исто признава културни малцинства, освен македонското. Признаваат и виетнамци и така натаму, освен... Да, затоа што сметат дека е тоа нов процес, а стариот треба да се заборави. Тоа е воопште присутно во старата свест. Да се елиминира односот кон старото. Да се почна некако од ново, а работите од ново не идат. И прашањето, внесувањето на бугарите во уставот има интенција да се институционализираат бугарите како мацество. Преку институционализацијата, значи право на школи, право на во политичкиот живот употреба на бугарскиот јазик, во културните институции и така натаму. И уште, значи, тој процес на бугаризација, значи, идеен процес или културен да се оствари преку формални облици или преку институционализација, а ние знаеме дека малцинствата кај нас има такви признавања, поготово 20% и така имаат право на службен јазик. И така натаму, тоа е далековидна. Дека е вовед во институционализација на... далековиден пристап. Далековиден пристап. Нели може и ние да имаме далековиден пристап и да ги... сега може да имаме, да ги препознаеме тие процеси, за да не се случува штета што кога се подпишувале тие договори, кои што формално, правно, нели, во тој свет во кој што не се неопходни, но некогаш таа нужна формалност преку држење до некаква легислатива, правни рамки, сакаат, нели, да ја прикажат оние кои што сепак живеат во светот на реал политиката, како нивно джентълменско однесување, настрана од максимата сила Бога не моли, сепак им годи да имаат подпис од нашата влада на некаков договор за заедничка историја, на некаков преспански договор, на некаква преговарачка рамка и
Само констатирам жалење што не се размислувало долгорочно и од наша страна кога се подпишувале тие договори кои што Ние сме хендикепирани како народ во образованието во однос на нашето минато. Тоа бил став на еден идеолошки пристап во еден период, се да почне од ново, да однос према минатото на сите начини да се уништи како граѓански субстрат. Тој момент од свеста, како и овој, како се вика, оперативниот, деловниот, делотворниот дам-даш ситуација, трговински однос, купопродажен, присутен во свеста и во действувањето, дури и кај интелектуалците, доведе до осиромашен пристап во одбраната. Ние мораме да го вратиме образованието кон нашиот идентитет, кон нашите идентитетски обележја. Знаете, јас бев присутна. Формално беше ставено и пред научната јавност Преспанскиот договор. Формално. Но говореа политичари. Тоа не беше осмислена, конструктивна дебата. Туку, ако беше, како се вика, наметната волја, значи со сите средства еден театар на отвореност и конструктивност. Со сите средства да се постигне тој договор. Тука немаше нити мислење, нити далекосежно разгледување, туку една политичка оперативност која се сведе на тактика што ако ова се случи ние вака ќе направиме. Значи по тотална определеност да се случи таквиот договор. И беше жалосно тоа да се гледа. Тоа беше жалосно, но видите, поминато е тоа време. Ние мораме свест да имаме стратегија, така. Може би има моменти кога работите полесно се менуваат, сигурно, ама ние мораме да ја задржиме нашата свест за тоа што се случило со тие договори, што тие значат, што представуваат. И тоа е важно за идентитетот, тоа е еден друг аспект, во колективната меморија на народот. Апсолутно. 10 минути до крај и сакам уште две прашања да ви поставам. Првото е зошто на нашите според договорот добри соседи реално на анкети за жал и по нивна вина според мене народот ги доживува како најголем непријател на Македонија, а мислам на дел од бугарската политичка јавност, зошто и пречи толку многу делото на вашиот татко Круме Кепески, авторот на првата граматика? Значи, првата граматика е автохтоно дело на мојот татко. Реално настанува поради неговото процес на интелектуално формирање, осознавање на идентитетот. Веќе 41 година наречен е Прилепскиот говор, македонски говор, пред Белич, застапникот на српската наука. Потоа предходно има изучено славјанскиот акцент во целост, издвоено во македонскиот јазик и уште нешто. Имало многу актуелна дискусија негде 20-тите години на 20-тиот век, извинете, кога се појавиле тие различни мислења која е прва азбуката. Значи, учествува и тоа е не само одбрана на глаголицата како прва азбука, туку и одбрана од грчката филологија,
од влијанието на грчката филологија и супремација на славјанската филологија, значи во однос на Грција. Но тој 44 година е задолжен да прибира сознанија, извори за границите кои треба да се определат после Втората светска војна, особено во однос на на Егејска Македонија. Значи, тука требало, ова со Пиринска Македонија веќе имало договор за поинакви релации, но во однос на Егејска Македонија, и видете, тој работел во Македонскиот институт во Софија. Он знаете, он бил мобилизиран во бугарската војска. Да, тоа го злоупотребуваат деновиве. Да, гледам, многу е актуелно. Јас реков дека само едно им одговори и ги не мислам да учествувам во тоа, но тој бил мобилизиран во бугарската војска, но на вежба. Вие не сте он бил наставник, он е професор во Велес. Он прима плата од Велес, а е мобилизиран. Тие се биле месечни вежби. Има луѓе кои што во многу војски биле, во различни, во српска и во бугарска и во грчка. Ама он бил офицер. Тоа е тешката судбина на македонскиот народ. Бил офицер во српската војска. Тоа е бил тешката офицер, 2 години службел во воен род. Но делата говорат и делото е неспорно. Да. Делото е неспорно. И сега и фактички во тој период, нели, поради Народниот фронт, нели, идната потенцијална власт размислува дека е возможно, нели, сега политички зборуваме, да се прошири таа држава и малце појужно, и тогаш гледаат можност токму во идентитетот на македонците кои што од 913 навака само формално припаѓаат во грчката држава, да бидат повторно споени. Впрочем, и целата народно-ослободителна борба на сите територии на Македонија, ослободени и неослободени денеска, се темели на националниот порив за обединување на разделената Македонија, не толку многу на ширење на комунистичките, на социјалистичките идеи. Ма тоа бил македонски. Тоа сите борци во македонски идеал бил. Точно така. Апсолутно. И изнесен и преку Асно, бил општо народен идеал, општо народен идеал и на Асном се разбира. Али во библиотека неговата задача била да определи до каде има македонско население преку извори, евиденција на извори. И како би биле границите на тоа македонско население. Според тие извори е формиран тој граничен појас на македонското население, бидејќи, знаете, Македонски институт имал крајно богата библиотека и на оригинални дела. И тоа било, он бил дел од бригадата Гоце Делчев. Таја бригада требало да пристапи кон партизанските одреди. Значи, затекнат е мобилизиран како бугарски војник на вежба со плата во Велес. Јас баш сега го проверив тоа. Значи, он не бил платен од бугарската војска, он бил на вежба, он бил на мобилизација, мобилизиран. Но да не одиме на тоа. Видете, он, значи... Зошто е трн во око денеска на... Ама сега станало, не беше толку многу, ама очигледно на нашава... Тие сака да користат тој момент дека јазикот е измислен тогаш. Дека се тоа се толку ступидни, симплифицирани... Тоа е толку автохтонно дело и јас морам да го споменам сега беше рецензет. Тоа дело, тие извори се поклонети во архивот на Ману и беше рецензиран, бидејќи беше објавен онлайн. Уште нешто да кажам.
во тие месеци, кога во Софија работи во Македонскиот институт, он прави и диалектолошка анализа, споредба на македонските, ги регистрира македонските диалекти и прави споредба со бугарските. Па затоа е проблем. 44-та година. Затоа е проблематично. Да. Затоа е проблематичен. Проблематичен е и како... Односно, да. Да, добро, али... Јазикот е значи, нашата единствена... Нападот на Бугарија е оштар. Премногу. Да, премногу оштар. Не Ова е сакам да специјална кажам војна. што е вообичаено да се каже кога станува за такви оштри напади, но и врзано е со чизма и со газење на чизма, но ајде да го оставиме, да велам, историјата мора и да се пресретне, субјектот е многу важен, науката е многу важна, образованието е важно. Образованието е важно. Ние не смееме да абстинираме во однос на националните теми и на историјата на македонскиот народ. Да не бидат третирани како ретроградни, како антиевропски, тоа постои во политичкиот дискурс денес, односно генерално на културолошко ниво да се обидеме да се воздигнеме уште еднаш, бидејќи имаме нужна и неопходна потреба. Тоа верувам дека многумина уживаа вечера, имајќи ретка прилика да слушнат интелектуален габарит како вашиот во ова секогаш кратко време кога се водат вакви разговори. Буквално ми летна како пред една минута да започнавме, а веќе разговараме некои 80 и кусур минути според мојата евиденција и морам да завршувам за минута и пол од прилика. Затоа за крај сакам прво една констатација, чисто информација за луѓето. Бев пријатно, не изненаден, но пријатни чувства ми побуди еден наслов во оваа книга. Народниот чин на 27 април не е терористички, со ваше излагање и на таа тема. Генерално за сите кои што се заинтересирани за овој труд, македонски идентитетски прашања на професорката Јованка Кепеска, во издание на Македоника Литера, поддржано од Глобалната македонска фондација Вечна. Еден голем поздрав и до сите помагатели на ова дело. И, апсолутно се радувам што постојат и да продолжат да го прават тоа што го прават. Информација околу тоа каде ќе биде достапна книгата, веројатно ќе може наскоро да дознаат или на информативните канали на Глобалната македонска фондација Вечна или на Македоника Литера, можеби на вашиот Facebook профил. Јас ќе споделам секогаш кога ќе има некаква таква информација, но ви благодарам и за ова дело и за одвоеното време и на крај буквално во една минута би ве замолил, ако оваа книга се сведува на една порака до народот, која би била таа порака ваша за да ја затвориме емисијата? Идентитетот на македонскиот народ е неговиот опстој. Заштитата на неговиот идентитет е вистинскиот правец кој треба да го одбериме и да го обезбедиме одново на три нивоа. На најопшто, на научно и на политичко. И тука да ја изведеме нашата стратегија, па и тактика која не смее да отстапи од стратегијата, иако и е дозволено да тактизира. Ви благодарам од срце за вечерашното гостување. Дај Боже да имаме прилика наскоро повторно седнеме и да поразговараме и да живеете уште долго ви посакувам. Имате 86 или 5? За некои денови 86. 86. Ви благодарам и да ја задржите бистрината на умот и свежината и желбата за борба. Тоа особено го ценам. Јованка Кепеска, од срце уште еднаш благодарам. Благодарам. Богдане, ми беше големо задоволство и сакав да го имаме овој разговор. Ви благодарам од срце. Фала ви вас што останавте со нас до самиот крај. Знам дека уживавте. Наредна средба утре по 22:30. До тогаш стандардна процедура и препорака. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добро ноќ, Македонијо, главата горе.